Добро вечер, почитувани гледачи, во последното издание на Дневникот на К3 за денес ке гледате. Засилена контрола на граничниот премин Табановце. Дел од мигрантите преноќиле во пунктовите. Расте довербата на премиерот Груевски според последната анкета на ИРИ. Убиецот на војниците во Босна и Херцеговина се разнел со експлозив. Куманова запиша и трет пораз во ФИБА Еврокупот. Загуби од турски текст со 75-84. За повеќе информации бидете со нас и по рекламите започнуваме за кратко. Добро вечер, почитувани гледачи, трет дневник на К3. Поминаа 2,5 месеца од како премиерот Никола Груевски беше во Куманово и населените места Романовци и Пчиња, каде жителите се пожалија за немање водовод и канализација и за недостаток од волја кај градоначалникот Зоран Дамјановски за да им помогне во решавањето на овој проблем. Средства од 1 милион евра седат неискористени во Министерството за транспорт и врски, а наменети токму за изградба на водоводна и канализацијска мрежа. Градоначалникот Дамјановски се што требаше да направи е да аплицира со проект до Министерството, пошто ќе му бидат одобрени средствата. Ова го истакнуваат од Министерството за транспорт и врски. За канализацијата во Романовце, премиерот при посетата информираше дека во Министерството за транспорт и врски има резервирано финансиски средства и ако градоначалникот направи проект, владата ќе даде финанси со висина од 1 милион евра. Премиерот апелираше до градоначалникот да го направи проектот, што досега не го направил, да го донесе во Министерството за транспорт и врски и дека владата ќе го финансира. Планирано 1 милион евра средства за поддршка на проекти на општина Куманово. Ако е ова приоритетот, ние сме за да се поддржи. Треба да се достави проектот за канализацијата и барање. Министерот за транспорт ви го кажа тоа. Ако се достави тоа, средствата ќе бидат префрлени и проектот веднаш ќе почне да се реализира. Апел и до градоначалникот да дојде кај министерот за транспорт да го достави проектот или да го прати ако не сака лично дојде кај него, да го прати, да му го дадат и средствата ќе бидат одобрени со кои што ќе се прави канализација. Важно е до нас да пуштите проект, односно општината. Градоначалникот да пушти. Градоначалникот мора да пушти проект, да се помине на совет со приоритети. Ако пушти проект, владата ќе одобри средства. Значи 100 милион евра кај нас не искористени. Милион евра стојат неискористени за општина Куманово. Првиот човек на општината вели дека проекти Куманово понудило од претходно и ги обвинува процедурите на извршната власт. Проектот за село Романовци, канализацијен систем, инфраструктура е направен пред 6 години, аплицирано со австријска влада, дојде до еволуација и е вратено од Министерство за финансии. Тоа е факт, аргумент кој го има и како распишување на тендер. Тој исти линијски инфраструктурен проект. Во моментот, во разговор со министерот, е нешто што е многу поголем опфат од предвидените пари кои се дадени како остаток од ова кредитна линија на ЕБРД. Затоа, одеме на втора алтернатива и локалната самоуправа даде приоритет на изградба на водовод во село Пчиња. Имаме стар проект кој треба да го усогласиме со новиот правилник за линијски инфраструктурен проект во населени места кој е во моментот на изработка. Со завршување на изработка на линијски инфраструктурен проект да го споредиме со проектот, тогаш ќе го аплицираме исто за овој кредит. Меѓутоа, ако 3 годишни проекти кои се завршени и кои се платили експроприација не се отпоштати со тендерска постапка, значи не можем да очекувам дека овој кој е четврти или пети поред ќе биде на примерно место. По 2,5 месеци и покрај инсистирањето неколку теповици од страна на министерот Владо Мисајловски до градоначалникот Зоран Дамјановски за да поднесат документација и да се запази процедурата за да се одобрат средства за градба на двата стратешки проекта, за жителите на Романовце од министерството нагласуваат оти Дамјановски воопшто не се одзива и не се труди да го реши овој проблем и казнува над 3.500 жители на кои ќе им се реши проблемот за вода за пиење и фекална канализација.
Бегалците кои доаѓаат од земјите кои не се воени жаришта од Нокеска и во текот на денот се уште се враќаат и не им се дозволува влез натре во Србија. Патот го продолжуваат само оние кои потекнуваат од Сирија, Афганистан и од Ирак. Раздвижено беше денеска попладне во прифатниот пункт на Табановца. Голем број мигранти од Бангладеш, Либан, Иран и други држави одмараа на пунктот. Добиваат храна, вода, хигиенски производи. Ретко кој од нив зборува англиски. Оние кои говорат малку изјавија дека српската гранична полиција ги вратила од границата, а ги пропуштила мигрантите и бегалците кои доаѓаат од Сирија, Ирак и Афганистан. Вела дека ќе почекаат и дека засега ситуацијата е статус кво. Екипите на Црвениот крст примни се да помогнат и во новонастанатата ситуација. Како и претходно им укажуваме прва помош, делиме пакети со храна, кебиња, хигиенски средства, бебешки пакети, индивидуални пакети со прва помош и така. Ние како УНХЦР сме тука да им помогнеме на бегалците и на мигрантите кои што се тука затечени во земјата. Можам да потврдам дека е точно тоа што рековте, дека српската гранична полиција не ги пропушта сите бегалци и мигранти кои што проаѓаат низ овој пункт за помош на бегалци кој што го воспоставивме пред неколку месеци овде од УНХЦР. Заради тоа колегите им посочиле дека можат тука да ја преноќат ноќта, тука и преноќиле, добиле ќебиња, добиле храна, вода, колку да се избегне човечкото страдање. Така што ние сме на терен, остануваме да ја следиме ситуацијата, остануваме да им помагаме на бегалците со сите наши капацитети. Како ситуацијата ќе се одвива, сега за сега не можам да кажам. Дел од мигрантите, оние кои доаѓаат од Сирија, го оправдуваат фактот што се пропуштаат мигранти и бегалци од оние земји каде што се водат војни. Еден од нив е млад сириец, кој раскажа дека дошол преку Грција, каде што на море поминал 10 часа, пристигнал во Македонија и ја чека својата мајка да пристигне со такси за да се упати во Србија, а потоа и кон Германија, за него ветената земја. Actually, there is Во еден сегмент се сложувам со оваа ситуација, бидејќи луѓето во Ирак и Сирија се соочуваат со вистински војни. На мојот пат наваму сретнав човек од Дубај и бев изненаден. Мислам дека владите знаат што прават. Во Сирија ситуацијата е тажна, се убиваат луѓе. And in Syria the situation is really sad. Serbia police no entry. Српската полиција ги стопира луѓето од Иран, Бангладеш, Пакистан. Велат, ве молам, стојте, вратете се. Because Iranian can go. Иранци не можат да заминат кон Србија, ни беше речено. Патот може да го продолжат само сирици, ирачани и афганистанци. Afghanistan, Syria, Iraq. I am go Serbia. Отидов кон Србија, но тамошната полиција не врати. Останав една ноќ. Состојбата со мигрантите кои не се пропуштаат од српската страна останува каква што е. За сега никој не потврдува колкава е нивната бројка и како ќе се одвива ситуацијата во наредниот период. И во самото село Табановце видлива е раздвиженоста на возилата, особено на таксистите од Гевгелија. Стечај на рудниците за олово и цинк на Индоминерали е отворен денес како резултат на барањата на синдикатот на компанијата. Со отворање на стечајот се создаваат услови за реорганизација, компании да го преземат работењето и вработените да останат. Отворен е стечај на рудниците за олово и цинк на Индоминерали како резултат на барањата на синдикатот на компанијата. Со отворање на стечајот се создаваат услови за реорганизација, компании да го преземат работењето и вработените да останат. Лидерот на синдикатот за индустрија и рударство, Пеце Ристевски, вели дека стечајот значи сигурност за работниците, дека нивниот труд ќе биде валоризиран без несигурност и агонија. Можеби парадоксално звучи, како и да е факт е дека работниците од овие два рудника посакуваат стечај, имајќи ја предвид несигурноста како резултат на долговите на компанијата Индоминерали. Најважно е што работниците ќе бидат задржани на работа од компанијата и се трага по нови инвеститори кои ќе инвестираат во рудниците, вели Пеце Ристевски. Тоа значи дека работниците се безбедни, сите побарувања кои ги имаат ќе им бидат валоризирани и она што е најбитно е дека со отворање на постапката за стечај се создаваат можности компании кои ќе имаат интерес да може да го преземат работењето на рудникот. Такви компании има повеќе кои покажуваат волја да го преземат, вработените да останат на работа и да продолжи нормалното функционирање. Стечајот е резултат на долгови на Индоминерали направени во странство.
На повеќе локации во централното градско подрачје на Крива Паланка се поставени садови за селекција на отпад. Со тоа јавното предпријатие Комуналец отпочна со подготовката за најавената дислокација на главната депонија и формирање регионална депонија, за што во иднина ќе се формира и транспортен центар. Јавното предпријатие Комуналец постави контейнери за селекција на хартија и пластика на повеќе локации во централното градско подрачје во Крива Паланка, а граѓаните веќе се навикнаа да го селектираат отпадот, со што значително е намален комуналниот отпад, информира директорот Томе Тодоровски. На ударните локации во самиот град се поставени садови за селекција на отпад, тоа се така наречени контейнери кои што ние самите ги изработувавме во Комуналец. Тоа се садови за селекција на пластика и на хартија. Тоа е една од почетните работи кои што во иднина ќе следи бидејќи има најави, а и тоа е една добра работа во Крива Паланка што ќе биде преселењето, односно преселувањето на главната депонија, која што ќе биде дислоцирана и по моето предвидување треба да биде во Ранковци. Предвидено е јавното предпријатие Комуналец да формира транспортен центар за депонирање на отпадот, каде покрај транспорт ќе се врши и селекција на истиот. Селектираниот отпад значи и намалување на комунален отпад кој што ќе треба да се плаќа за депонирање во друга општина. Така да ние од една страна со селекцијата на отпадот ќе добиваме покрај намалување на самиот комунален отпад ќе добиваме и одредени средства, нормално ќе ги на откупни центри ќе ги даваме пластиката како и хартијата со кои што средства ќе ги покриеме одредени трошици во самото јавното комунално предпријатие. Имаме ние неделно еднаш ги празниме, ги собираме. Се надам дека во иднина навикнаа ли граѓаните да вршат селекција? Да, полека постепено се навикнуваат граѓаните. Тодоровски нагласи дека паланчани веќе се навикнале на селекција на отпадот. Истиот вработените во Комуналец го собираат еднаш неделно, а наскоро оваа активност ќе се спроведува 2 пати во неделата. Крводарителска акција се одржа во Средното општинско училиште Наце Буѓони. Станува збор за традиционална акција која што се одржува 2 пати годишно во училиштето. Службата за трансфузиологија од Куманово во соработка со Црвениот крст во Средното општинско училиште Наце Буѓони одржа крводарителска акција. Станува збор за традиционална акција која што редовно се одржува во училиштето. И ова е прва крводарителска акција за тековната 2015-2016 година во Средното училиште Наце Буѓони. Се одвива доста успешно, голем број на крводарители даруваа крв, околу 35 крводарители има дарувано крв. Еве како што гледате, уште учениците чекаат да даруваат крв. Се очекува бројка од 60 до 80 крвни единици и како и секоја година и оваа година очекуваме дека и оваа крводарителска акција ќе биде успешна. Инаку во училиштето има пријавено околу 90 ученици кои сакаат да даруваат крв и се очекува толку крвни единици да бидат соберени. Значи целта на ова крводарителска акција е да има континуирано снабдување со крв, значи која што ќе може да послужи за болните. Од трансфузиологија од Општинскиот Црвен крст најавуваат дека следната крводарителска акција во училиштето ќе се одржи во второто полугодие во месец април. Освен музејските поставки кои го отсликуваат минатото, Кривопаланичкиот музеј нуди и бројни настани и активности во рамки на културната понуда на градот, во кои сите заинтересирани кривопаланчани се добре дојдени. На тема инклузија на граѓаните на Крива Паланка во активностите на градскиот музеј, представниците од музејот дискутираа на 6-тите регионални музејски средби кои што се одржаа во Бања Лука. Локалната установа Градски музеј Крива Паланка зеде учество на 6-тите регионални музејски средби кои се одржаа во Бања Лука, соседна Србија, а на истите се дискутираше за вклученоста на маргинализираните социјални групи во современите музеи. Годинава пред присутните од повеќе од 50 музејски установи од регионот и представници од Италија, првиот човек на Кривопаланечкиот музеј ја елаборираше темата инклузија на граѓаните на Крива Паланка во активностите на градскиот музеј. Најбројни се учениците кои во рамки на своите образовни програми го посетуваат музеот и учат за богатото културно-историско наследство, но се вклучуваат во тематските едукативни работилници. Присутна е и повозрасната категорија на граѓани и се разбира бројните туристи пред се од соседна Бугарија. Градскиот музеј, односно јас како претседник на Градскиот музеј учествував на семинарот Социјална инклузија и современиот музеј кој што беше организиран во Бања Лука, Република Српска.
Тоа се така наречени 6 поред регионални музејски средби кои што се организираат на просторите на југоисточна Европа. Семинарот беше подржан од ИКОМ на Босна, односно организиран од ИКОМ на Босна и Херцеговина, додека финансиран и подржан од Меѓународната конференција на ИКОМ и од ИКОМ Југоисточна Европа. Тоа се две значајни организации за музеите и за музеологијата. Како што кажав, темата беше социјалната инклузија и современиот музеј, значи предавањата, односно темите кои што беа презентирани од страна на учесниците, имаше повеќе од 50 учесници од различни музејски установи од регионот, вклучувајќи плюс представници од Италија. Представија повеќе теми за инклузијата на граѓаните, односно на маргинализираните и социјалните групи во современите музеи низ регионот. Она што ние го представивме како искуство на градскиот музеј беше инклузијата на граѓаните, односно на субгрупите или подгрупите на граѓаните кои што ние ги инклузираме во работата и активностите на музеот. Пред се мислиме на представниците на училиштата кои што ги едуцираме, односно учениците од основните училишта и гимназијата во Крива Паланка кои што ги едуцираме при посетата на музеот, односно при некои од тематските области кои што тие ги изучуваат, а ние им ги презентираме во рамките на нашиот музеј. Односно потоа ги представивме едукативните работилници кои ги работиме со децата по повод позначајните празници. Понатаму инклузијата, односно учеството на пензионерите од клубот на пензионери при Црвениот крст и при Сојузот на пензионери, кои што исто така се вклучени во активностите на музеот, и една тематска работилница која што започнавме да работиме со децата од дневниот центар за лица со посебни потреби, тоа е изработка на сувенири. Кустосите се на располагање секој работен ден и сабота со скратено работно време и во недела на повика. Влезот е бесплатен. Мисијата на одговорните од самиот почеток е заживување на културата, создавање услови за развој на културниот туризам како можност повеќе за социјалниот и за економскиот прогрес на градот. В сабота на градскиот плоштад во Крива Паланка ќе се одржи манифестацијата Кривопаланечка екохрана. Во рамки на истата ќе се одржи и традиционалната компиријада, а годинава освен промоција на далеку препознатливиот наш компир и специјалитети од компир, ќе бидат представени и други земјоделски екокултури од поднебјето. Предстојната сабота Крива Паланка ќе биде домаќин на манифестацијата Кривопаланечка екохрана, во рамки на која ќе се одржи и традиционалната компиријада. На градскиот плоштад ќе бидат поставени штандови на кои ќе се презентира далеку познатиот компир, произведен на Осоговското поднебје, но и бројни специјалитети од компир карактеристични за Кривопаланечката кујна. Годинава, освен компирот, ќе се промовираат и дегустираат и други еколошки чисти култури, произведени од локалните земјоделци. Во приготвувањето на специјалитетите ќе се вклучат членките при клубот на стари при Кривопаланечкиот Црвен крст и угостителските објекти од градот, но и сите заинтересирани поединци. Додека учениците од градинката и училиштата ќе се вклучат во манифестацијата со разни забавни игри. За најзаслужните учесници на годинишното издание, локалната самоуправа на Крива Паланка обезбеди соодветни награди, информираше градоначалникот Алексовски. Направивме една манифестација која нарековме компиријада. Оваа година во таа компиријада ќе ја сместиме и манифестацијата на Кривопаланечка екохрана, што значи покрај специјалитетите кои ќе бидат направени од компирите, покрај сите оние надпреварувања кои ќе бидат направени во врска со компирите и со сите тие работи, нашите домаќинки, нашите ресторани ќе може да се истакнат со своји специјалитети домашни или специјалитети на ресторанот. Така да еве, јас ќе ги повикам сите оние кои сакаат да земат учество, нека земат учество да се представат. Општината дава некои средства за намирници во тој дел, така да еве тоа е едно убаво представување на сопствената кујна, на семејната кујна, на кујната на ресторанот, на сета она традиција. Манифестацијата Кривопаланечка екохрана ќе биде збогатена со настапот на фолк пејачот Круме Спасовски, Балкан бенд и на локалните фолклорни ансамбли.
Расте довербата кај граѓаните во претседателот на владата на Република Македонија Никола Груевски покажува анкета на ИРИ. Според неа 35% од граѓаните веруваат дека премиерот треба да биде реизбран, во споредба со анкетата од јуни, кога 32% од анкетираните сметаат дека Никола Груевски заслужува да биде реизбран за премиер. Во последната анкета на ИРИ подршка за реизбор на премиерот дава 35% од граѓаните. Се намалува за 3% и бројот на оние кои сметаат дека Груевски не треба да добие нов мандат. Оваа анкета најавува и потврдување на убедливата разлика во рейтинзите и поддршката меѓу граѓаните што беше измерена при последната анкета на ИРИ во јуни, кога ВМРО ДПМН е со убедливо водство од 23% доверба меѓу граѓаните, наспроти политичкиот опонент СДСМ во кого веруваа само 11% од анкетираните. Тогаш меѓу лидерите на политичките партии премиерот Груевски беше со убедливо најголема доверба. Во него веруваат 18% од анкетираните граѓани, што е за 2,5 пати поголема поддршка во однос на Зоран Заев, кој има доверба кај само 7% од народот. Во најновата анкета на ИРИ се покажува именување на перцепцијата на граѓаните за квалитетот на живење. 14% од анкетираните граѓани сметаат дека квалитетот на животот во земјава се подобрува. Во споредба со последната анкета од јуни годинава, перцепцијата на граѓаните за квалитетот на животот пораснала за 3% поени. Рекордно високо мислење на граѓаните и за намалувањето на невработеноста. Дори 45% од анкетираните сметаат дека во последната година се намалила невработеноста. Во споредба со минатите анкети, ова е историски највисок процент на граѓани кои сметаат дека невработеноста се намалила во последната година. Оваа анкета на ИРИ се спроведува преку интервјуа лице в лице од 29 септември до 5 октомври 2015 на примерок од 1106 македонски граѓани. Министерот за одбрана Зоран Јолевски, кој во Соединетите Американски држави имаше серија средби со американски политички представници, порача дека безбедносните состојби во Европа налагаат што е можно поскоро да се обезбеди приемот на Македонија во НАТО. Македонскиот министер за одбрана Зоран Јолевски, кој во САД имаше серија средби со американски политички представници, изјави дека безбедносните состојби во Европа налагаат што е можно поскоро да се обезбеди прием на Македонија во НАТО. Републиканскиот конгресмен од Флорида, Джеф Милер, кој вчера се сретна со Јолевски, додаде дека останува на Грција да ја препознае важноста за моментот во Европа. Поради новите безбедносни промени во Европа, потребно е Македонија да биде дел од НАТО. Се надевам дека некои земји како Грција ќе разберат дека сега се работи за безбедноста, што е најважно во овој момент, изјави конгресменот Джеф Милер по средбата со министерот за одбрана Зоран Јолевски во Вашингтон. Министерот Јолевски се сретна со десетина конгресмени и сенатори во на декемврискиот состанок на министрите за надворешни работи на НАТО, на кој се очекува да се постави агенда за Варшавскиот самит на НАТО во 2016 година. Во разговорите беше истакнато дека е време да се размислува стратешки за тоа како понатаму да се зајакне стабилноста во цела Европа. Еден од елементите како оваа стабилност може да се зајакне е преку покана за Република Македонија и за Црна Гора за членство во НАТО, а за Босна и Херцеговина да добие процес кој ќе води до целосно членство, изјави Јолевски. Убиецот на војниците во Босна и Херцеговина се разнел со експлозив. Идентификација на убиените во полициската акција во Париз, Шведска, го зголеми нивото на терористичка закана подигнато на 4ти степен. Вести од светот. Енес Омер Агич, кој вчера вечер во Сараевската населба Рајловац убил двајца војници на вооружените сили на Босна и Херцеговина, извршил самоубиство во неговата куќа. Пренесе бета од безбедносни извори од Сараево. Според непотврдените информации, тој се разнал со експлозив. Омер Агич вчера вечер во Сараевската населба Рајловац во една спортска обложувалница уби двајца војници на воените сили на Босна и Херцеговина, а потоа пукал на градски автобус, ранувајќи уште еден војник, а со полесни повреди се здобиле уште две лица. Омер Агич бил припадник на селафиското движење, објавија сараевските медиуми. Официјално се уште никој не потврдил дали во Рајловац се случил терористички акт. Телевизијата на Федерацијата на Босна и Херцеговина објави дека напаѓачот, откако влегол во обложувалницата каде почнал да пука по војниците, викнал Аллаху Екбер. Убиените војници се бошњак и србин, кои работеле на формацијските места, возачи во баталјонот во бригадата за тактичка поддршка на воената полиција.
Француската полиција работи на идентификување на телата на жената која се самоуби со бомба и на човекот кој беше убиен во престрелка со полицијата во северното париско преградие Сен-Дени во рамките на истрагата за организаторот на терористички напади во минатиот петок во Парис. Полициските извори соопштија дека цел на акцијата бил Абделхамид Абаут, за кој постои сомневање дека стоел за петочните напади во кои загинаа 129 лица, додека над 350 биле ранети. Во акцијата биле уапсени 8 лица, но меѓу нив не бил Абаут. Шведските безбедносни служби вчера го зголемија нивото на терористичка закана од 3 на 4 степен. Ваквата мерка е преземена откако еден ирачки граѓанин кој влегол на територијата на Шведска преку Германија бил откриен како приврзаник на групата Исламска држава. Шведскиот министер за внатрешни работи Андрес Югеман вчера изјави дека воведената гранична контрола на 12 ноември ќе биде продолжена за уште 20 дена. Коментирајќи го зголемувањето на нивото на терористичката закана во земјата, Югеман истакна дека владата наскора ќе поднесе предлог во парламентот за воведување кривична одговорност за лица што патуваат кон Блискиот Исток со цел приклучување кон терористичките групи. Македонскиот вице-шампион Куманово го претрпи третиот пораз во кошаркарскиот FIBA Еврокуп во мечот од четвртото коло на групата Ја одигран синоќа пред својата публика. Куманово загуби од турскиот Турк Телеком со 84-75. Куманово го забележа првиот загубен дуел на домашен терен, вкупно трет сезонава во купот на FIBA Европа. Со 84-75 беше поразен од турски Турк Телеком. Кумановци го почнаа добро надпреварот и беа рамноправни во првата четвртина, за втората четвртина да помине во доминација на гостите од Турција, кои во 77 минута ја имаа најголемата предност на мечот, 39-27. Како и да е, домашните кошаркари се вратија целосно во игра во третата четвртина, а на почетокот од четвртиот период на моменти поведоа, како и да е потоа како да застанаа во најинтересните 5 минути и му дозволија на противникот да се одлепи. Мои си играчи, сви кои се били на терен показали да мушки игрaju и ја им се такоđe честитам на томе. Nama predstoje još 2 utakmice u Eurokupu i ja se nadam da ćemo imati taj pozitivan skor i da ćemo proći dalje krug. Što da kažem, čestitam екипата на Турк Телеком за ова добра игра. Поручивме колку што можевме отпор, знаеме сите кој е Турк Телеком, каде играат они, каде играме ние. Тоа се боревме мачки до крај и што да кажем друго. Немам. Урош Луковиќ со 22 поена и 16 скока беше лидер на Куманово, следен од Александар Костовски со 18 поени и 4 асистенции. Куманово е третопласиран во групата Ја со една победа и 3 порази. Во следното коло му гостува на КТП Баскет, кој го совлада на првиот надпревар. Министерот за одбрана од националниот ракометен тим Борко Ристовски ќе настапува во Бундеслигата, поточно во германскиот Рајн-Некар Левен. Од надпреварувањето во Хрватска, каде што учествуваше со македонската репрезентација, Борко Ристовски изјави дека му предстои година и половина во Франција, каде што со Кретеј се обидуваше да избори пласман во европските купови. Ристовски посочи дека е голема чест и обврска да се носи дрес на клуб, што во секое надпреварување во кое што настапува, се бори за првото место. Како и да е, истовремено кажа дека тоа е одлична промоција на Македонија и за она што тука се работи во спортот. Рајн-Некар ме контактираше мене и клубот со понуда, јас бев среќен во Париз. Како и да е, Рајн-Некар е предизвик за каков што сонува секој спортист. Клубовите се договорија, практично Рајн-Некар го откупи мојот договор и во саботак играм во дуелот против Мелсунген. Рајн-Некар се бори за наслов во секое надпреварување каде што настапува, без оглед дали е германско првенство, куп или Лига на шампиони. Тоа ќе биде голема чест, како и обврска, јас сум подготвен да го дадам максимумот од себе, вели Ристовски. Ракометарите на Металург го отвораат 8-то коло од Д групата во Лигата на шампионите. Металург од 20 часот му гостува на кадетен Шафхаузен. Во досегашниот тек од надпреварите во групата има забележано 2 победи, од кои една е токму над Шафхаузен. Швајцарскиот шампион загуби со 28-24 во Скопје. Металург по 7 надпревари се наоѓа на предпоследното место во групата со 4 бода, а Шафхаузен е место над екипата од Автокоманда со 7 бодови. Италијанските медиуми се убедени дека Горан Пандев ќе биде во комбинација за првенствен дуел против екипата на Сасуоло.
Riceve Pandev l'1 contro. Македонскиот интернационалец од редовите на италијанскиот калчолигаш Дженова Горан Пандев се врати на зелениот терен и се запиша во листата на стрелци. Повратникот во националниот тим постигна еден погодок, додека неговиот тим забележи убедлива победа од 6-1 во пријателскиот натпревар против нисколигашот Арма. Пред дуелот помеѓу Реал Мадрид и Барселона засилени се мерките на безбедност низ цела Шпанија, саботниот дерби надпревар ќе го обезбедат 1500 полицајци. Со минатонеделните терористички напади од кој еден пред Стад де Франс за време на пријателскиот меч на домашната селекција и светскиот шампион Германија, од безбедносни причини беа откажани и пријателскиот надпревар меѓу Белгија и Шпанија и пријателскиот меч на Германија и Холандија. Ел класико на програмата е во сабота од 18:15 во Мадрид, а мерките на безбедност се засилени, па мечот околу Сантијаго Бернабеу ќе го обезбедуваат 1500 полицајци. Неголемата звезда во дресот на актуелниот шампион на Франција, тимот на Пари Сен-Жермен, Златан Ибрахимовиќ, откри дека англиската премиер лига нема да биде следната дестинација во неговата фудбалска кариера. Искусниот Златан Ибрахимовиќ на крајот од актуелната сезона ќе има статус на слободен фудбалер, како и да е, се погласни се шпекулациите дека нема да ја продолжи соработката со светците. Хјустон конечно ја прекина серијата од 4 порази во низа во НБА лигата откако го победи Портланд со 108-103. Рокетс беа на пат кон нов пораз, како и да е, Кори Бруер со тројка со звукот на сирената избори продолжение во кое домакините конечно успеа да го скршат отпорот на Портланд. Главна фигура очекувано беше Джеймс Харден со 45 поени и 11 асистенции. Бруер постигна 16, а Хауард беше стрелец на 7 поени. Возбудливо беше во Бостон, каде домакините беа поразени од Далас со 106-102. Селтикс водеа во целиот надпревар, има 18 поени предност, а Далас предводен од Дирк Новицки успеа да слави благодарение на пресврт. Германецот надпреварот го заврши со 23 поени. Славеа и Чикаго, Јута, Атланта, Оклахома Сити, Индијана, Сан Антонио, Шарлот и Орландо. Времето во Македонија сончево, топло и со мала локална облачност и слаб претежно јужен ветер. Како време ќе има со ристокот одмета. Тоа беше се во ова издание на Дневникот. Останете со програмата на К3, следуваат најновите изданија на естрадниот магазин Клучалка и на Триаголник. Пријатно вечер.